Здраво, ова е 214-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Red Rocket на Шон Бейкер, во кој станува збор за Мајки Сейбер, кој глуми Сајмон Рекс, поранешна порно звезда, чијшто славни денови во индустријата за возрастни, иако се одминати, тоа не го спречува децидниот актер да го зграбчи неговиот копнеш и да се врати на голема врата во Лос Анџелес. Него го запознаваме во мигот кога пристигнува во неговото родно градче во Тексас, во куќата во која што живее неговата жена, која не ја видел со години, и нејзината мајка. Ќе се обиде да застане на своји нозе и да ги поправи односите со жените под чишто кров живее, за да се запознае и заљуби со младата касиерка во сладкарницата, со која ќе посака да се пресели во Лос Анџелес, со надеж дека повторно ќе може да се искачи по скалилата на порно индустријата како во славните денови. Уверен сум дека во ваша непосредна близина се наоѓа некој човек кој ви има напоменато дека во негово време луѓето не знаеле со кого си имаат работа. Тоа е архетипот на белосветска пропалица, каква што е протагонистот на овој филм. Евримен, кој иако е далеку од достигнувањата на својот дострел, има накалемено бројни карактерни мани низ годините, кои се сраснати со неговата персона, што започнува да се идентификува со нив. Лажго, кој ги искористува сите познајници, фалваџија кој се наметнува дека е светска порно звезда на луѓето кои не погледнале подалеку од нивниот двор во животот, неверен сопруг, чијшто даден збор вреди подеднаква колку фалсификуваната банкнота, прочем тој е фалсификат на непостојачка суперзвезда за сиромашни, кој не ни сака да се поправи и надогради, затоа што на волкот не му се исплаќа да го смени крзното. Љубоморниот Себер ја лаже јаготка дека живее во имотна населба и се нервира кога ќе го начека неговиот сосед дека лаже дека бил во војска, а што му отвори уста мајки, ни лагата не му верува. Морам да напоменам неколку карактеристики од филмската поетика на Шон Бейкер кои се својствени, но и репетитивни во неговите дела, начела и постулати кои ги чинат да бидат препознатливи обележа на неговата естетизација. Најпрви, тука е ситуирањето на действието во рурална средина, американската пасторала кај што се оживотворени маргиналците кои ги заземаат водечките улоги во мизери порн светот кој ги проголтува. Тие се последицата на нивното окружување и поседуваат навики кои им овозможуваат да преживеат, пропелкајќи се во талогот, карактеристика која ги прави делата на Бейкер да бидат убедливи, која е засилена со неговото инсистирање да ангажира натуршчици со цел да се долови автентичност на делото, не баре е предводник на нов американски натурализам. Иако снима slice of life приказни, тие се толку неверојатни што добивате на нишка на волшебство со евиден магичен реализам на отпадот, кај што се одвива ова колизија на интереси на ситните души. Моралните и етичките вредности се доволно первертирани за да се создадат нови догми, според кои функционира овој свет во мало, кај што се засадени ликовите. Полн поголок е изборот на изветреаниот порноактер да глуми порноактер со ирелевантна кариера, кој што изгледа шармантно и делува ласкаво, екстроверт кој е свесен за овие придобивки и се себезалажува дека ќе може да ги искористи во своја полза за да се протне со секакви гадости. Уста не затвори цел филм, односно има енормни монолози и диалози за изведување, така што секоја чест за агилниот перформанс. Сепак доаѓаме до суровата конклузија дека затвореници имаат подобра шанса да најдат работа од ликот на порноактерот, што говори за стигматизацијата која до ден денес е присутна и во рурална Америка, но затоа во продажбата со наркотици нема дискриминација. Само погледнете во кадарот во кој го заменува пепелникот со друг, без да ги исфрли пикавците, и ќе ви стане јасно каков табиет има Сайбер, а во сцената во која ќе го упропасти животот на соседот во несреќата, ќе ја согледате индикацијата како мајки се носи со одговорноста за неговите небрежни постапки. Женските ликови се двигателки на круцијалните драматуршки чинители во филмот и носителки на пресвртот, а мајки ќе биде изигран во играта во која не сака да губи. Барем демонстрирана е соработка и постојачка заедница во која нарцисоидниот мајки е персона нон грата. Прашањето е на место зошто мајки да зема AVN награда за орален секс, а не колешката која ја работи сцената, но ни камерата не е заинтересирана за беглите разубедувања на мајки. Бейкер
тенденциозно, на многу опасен начин си поигрува со емоциите на гледачот да погледне мајки, затоа што во секој можен кадар сме свесни дека тој е никаквец, трул однатре, личен однадвор, и иако јасни ни се подлите намери за регрутирање на младата Стробери, за порно индустријата и останатите неморални подвизи, колку и да негираме, длабоко, многу длабоко во себе, се крие еден глас, речи си неслушлив, кој навива за мајки да го напушти малото градче и неговиот експлозивен темперамент да го ослободи во градот нападнатите ангели како него. Суптилно сака да ни подметне согледба да навиваме за антагонистот, иако се противиме на модалитетот на ликот, односно на секој именител, на секоја одредница која е синоним на мајки. Не ме сваѓате погрешно, нема бегство од дидактичката димензија, мајки ќе си го добие своето и како што дојде ќе си замине од родниот крај, дали попаметен или не, тоа оставам вие да си одлучите, затоа што овој мечтател во известна мера ги прикрива неговите интимни и емоционални согледби од гледачот и сведочиме исклучено на неговите декларирани пориви и нагони кои ќе го водат кон пропаст. Такви му се неапологетските афинитети, што да прави? Нема да се менува на стари години. Вториот филм во оваа сезона на видеологија кој пенетрира во порно индустријата по плежер, меѓутоа тој беше фокусиран на погледот однатре индустријата, односно низ очите на актерката, а Сейбер е најневеродостојниот лик за да ги сватиме сериозно неговите недостојни кажувања за индустријата, своевремена предложка која можеме само да си ја замислиме. Во секој друг случај ќе бидеме прелажани од искажаните прекурсори од дамнешните случувања во порно индустријата кои се крајно симптоматични. Стробери може да биде негова овошна девојка во подем во порно светот, налик Чери од Плежер. Ако сакате да погледнете женска верзија на девојки кои по секоја цена сакаат да избегаат од оковот на малото градче во ветената плажа, тогаш побарајте 4 години назад во каталогот на изданија на A24 кај што се наоѓа филмот Never Going Back. Интензитетот на Рекс може да се мери исклучиво со подмолниот Херолд од Uncut Gems, од истиот каталог на изданија на A24 за кој ви говорев во видеологија. Еротските сцени Бейкер ќе ги реферира дека се инспирација од италијанските великани на сексплоитейшн филмови како Лензи и Ди Лео, и тука суптилно ќе ги додадам Џо Дамато и Валеријан Боровчук, меѓутоа тие сцени ги поимам како кратки засеци, кои неретко добиваат комична димензија. Во секој случај, фала му на изумителот на Виагра. Каузалитетот, односно причинско-последичната корелација со себичните одлуки на опортунистот мајки и последиците од истите е непореклива, но прекрасно решение е последниот кадар во кој гледачот е во исчекување, во неизвестност дали навистина ќе отпатува љубовниот пар кон зацртаната светла иднина или не, што го прави Бейкер веш координатор на трајкомичните агенси на филмот. Делото е снимено од страна на тексашкиот кинематографер Дру Дейниелс, снимателот на Криша, Waves It Comes at Night и Found Footage 3D, како и краткиот скин, кој имав можност да го наградам додека бев во жири на еден домашен филмски фестивал, кој користи коси агли, зумира без престан, употребува филмски вокабулар на независните филмови од 70-тите години, снима на рака во тензичните сцени и во широк план може да се забележи пустелијата во која гравитираат ликовите. За да блика колоритот на домовите и да се уловат прекрасните зајдисонце и живописното зеленило во анаморфните леќи, Дру и Шон одлучија да снимаат на 16 мм лента на Arriflex 16 SR, смела, ама вредна одлука. Во натуралистичките дела се избегнува употребата на недиегетска музика, иако во стриптиз клубовите и во озвучувањето во автомобилот на соседот на мајки ечи нон-стоп нью метал, на моје големо задоволство, меѓутоа Шон Бейкер искористува една композиција на бој бенд, по која не само што ќе стане препознатлив филмот, туку таа доаѓа од време во кое било во подем кариерата на порноактерот, а ако сакате да направите поклопување помеѓу лириските квалитети и однесувањето на протагонистот, може да трае анализата со часови. Монтажата на филмот ја работи самиот Шон Бейкер, не затоа што нема буџет да ја предаде таа функција, напротив има силна визија за ритмот на делото, која сака да ја долови со секвенционирањето и времетраењето на кадрите, работејќи го филмот во духот на независниот филм, а комплетираното дело е најдобар екземплар за некорумпираната независна американска кинематографија, која има собствен глас и не се плаши да го употреби. Тоа значи дека не баш секаде ќе функционира делото
соодветно сосредоточено и сошиено, но тие неподмачканости ќе ги препишам на карактерот на творбата. Факт е дека е предолг филмот, би изгледал подобро со една значителна наративна липосукција, но би ги гледал со саат изгодите и незгодите на нерани мајкото Мајки Сейбер. Но секогаш е убаво монтажерот да приде на филмот со нов пар на очи, а не тие да бидат на режисерот, кој би исечал под импресии на снимањето. Режисерот Шон Бейкер е вистинското освежување на независниот американски филм, кој хумористичните елементи во прикажувањето на турбулентниот живот на адолесцентите во предградијата ги негува уште од првиот негов филм Four Letter Words од 2000 година, а во 2004 година го режира филмот Take Out заедно со Шик Чинг Цоу, кај што ставаат во небрано лик од маргините на општеството, мигрант кој му истекува времето за исплаќање на долгот. Во 2008 година му го комплицира животот на продавачот на лажни брендови на улиците на Њујорк во Принц оф Бродвеј, фокусирајќи се на филмови со централни ликови со матно минато, проблематична сегашност и несигурна иднина. Во првата декада од веков работи и на ТВ проектите Warren the Ape и Greg the Bunny. Во 2012 година го славеше уникатното пријателство на девојките во Старлет, кој ги врзува случајно пронајдените пари во предметите за продажба во дворовите, но сепак светското внимание го привлече од 2015 година со филмот сниман на мобилен телефон Tangerine, филмот за епопејата на проститутката на Божиќ во потрага по макрото кое и го има скршено срцето, мотивирајќи ги младите режисери да ги земат мобилните телефони во рака и да снимаат, за во 2017 година со помошта на Вилјам Дефо да успее да дојде до номинација за Оскар за колоритните хотелски комплекси во The Florida Project, на кој во една сцена во Red Rocket можеме да забележиме згради кои ме асоцираа на овој филм. Бейкер буквално зема луѓе од улица во филмовите, доколку му изгледа впечатливо и би придонеле за убедливост и веродостојност на делото, без разлика дали умеат да глумат. Негово задолжение е да го извади на површина пред камера ликот кој не се ни свесни дека го носат во себе. Ако сакате да ги погледнете како хараат женските банди во контекст на Modern Warriors, тогаш погледнете го модниот филм на Бейкер за Кајт. Бейкер е куратор на големи приказни за малиот човек, кој карактерно го соголува пред гледачот мајки, без да го хероизира, како што мал милион на холивудски режисери од студискиот систем би милувале да го представат, доколку завршеше во нивните раце овој лик. Неодгатната мистерија ќе ми биде зошто една малолетна миленијалка би имала плакат од exploitation horror филмот Wild Beast во соба, освен ако Бейкер е љубител на филмот за разјарени животни. Ако ве интересира значењето на насловот на филмот, погледнете ги гениталиите на вашиот домашен миленик. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа играше во Телјурајд, Цирих, Хамбург, Њујорк, Ванкувер, BFI, Бусан, Рим, Виена, AFI, односно на стотици филмски фестивали го побараа да го селектираат, само за да може да се пофалат дека го имаат екстравагантниот нов филм на Шон Бейкер, но немаа доволно храброст да го закитат со награда, затоа што беше третиран како еротска комедија која ќе ја забавува публиката и ништо повеќе. Филмот е дистрибуиран од филмскиот гигант A24, кој пред некој месец ме информираа дека имаат и колор плоча извадено со музиката на филмот, така што творбата инстантно стана модерен култен филм, наменет за селективната публика, која го разбира филмскиот ракурс на Бейкер и ужива во неговите филмски универзуми. Никој нема да биде изненаден ако филмот не добие номинација за Оскар, но верувам дека неговиот авторски подпис ќе биде повеќе вреднуван на манифестациите како Independent Spirit, кај што Сајмон со право е номиниран за најдобра машка улога, а Сузена Сон за најдобра споредна женска улога, но за жал филмот не ги исполнуваше условите на СЕГ наградите. Ликовите во филмовите на Бейкер се обидуваат да ја извлечат најдобрата можна животна партија со лошите карти кои ќе им завршат во рака, но порноактерот свесен е дека нема контрола врз кормилото на животот, но не се откажува од американскиот сон и убеден е да ги исполни своите дострели, искористувајќи ги сите блиски луѓе кои ќе му помогнат да му дадат прибежиште кога му е најпотребно. Егоист кој не е бежива сила, иако тоа му било работа за која го плаќале. Ако морам да го евалуирам, тогаш Red Rocket од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 214-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!